Добар ден и добре дојдовте во најубавата општина во Македонија, Кавадарци. Честа е моја што денес сум дел од ваков настан и обкружена со еминентни личности, академци, доктори на науки, професионалци, единствени во она што го работат. Добре дојде за председателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Живко Попов, подпредседателите академик Витомир Митевски, академик Алајдин Абази, академик Блажо Боев, научен секретар на МАНУ, академик Владо Камбовски, академик Таки Фити, академик Александар Димовски и магистер Александра Стојановски, секретар на секретаријатот на МАНУ. Добре дојде и за домакините, градоначалникот на општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев, председателката на фондацијата Никола Јанчев, господја Јанинка Чупарковска, членови на одборот на оваа фондација, дами и господа. Овој настан денеска е од огромно значење за Македонската академија на науките и уметностите, за самата фондација, но и за граѓаните на Македонија. Подпишување на договор за донација на 3 години помеѓу фондацијата Никола Јанчев и Македонската академија на науката и уметностите. И тоа, благодарение на заложбите на градоначалникот Митко Јанчев и секако одборот на фондацијата, како поттик за понатамошен развој на оваа институција, остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејностите од јавен интерес од областа на науките, образованието, културното наследство и историјата на македонскиот народ. Македонската академија на науките и уметностите е основана на 23 февруари 1967 година, а нејзин прв председател беше Блаже Конески. Како највисока и самостојна научна и уметничка установа од особено значење за Македонија, ја следи состојбата во науките и уметностите и се залага за нивно унапредување, соработува со универзитетите, научните и културните установи, со друштвата за наука и уметност и со други организации од областа на науките и уметностите во Македонија, како и со академии на науките и уметностите и со други научни и уметнички институции надвор од нашата земја. Во годините што следуваат, Македонската академија на науките и уметностите ќе работи на остварување на својата мисија и визија, да го даде својот целосен придонес во вклучувањето на македонската наука и уметност во модерните европски и светски научни текови, преку поттикнување на научно-истражувачката работа и постојана грижа за зачувување и афирмација на македонското уметничко и културно богатство и наследство. А Македонија да стане напредно општество базирано врз науката и знаењето. Од друга страна пак, кога станува збор за една фондација каква што е Никола Јанчев, можеме слободно да кажеме дека служи како место за средби и поврзување на луѓето од различни сфери на животот. Служи како точка за градење на доверба и зајакнување на луѓето преку дејствување во решавање на важни прашања и така придонесува за долгорочен и одржлив развој на својата заедница. Основана е во 2018 година на иницијатива на градоначалникот Митко Јанчев. Без граници, без правила, секогаш во вистинско време на вистинското место. Средствата за донација се од неговата градоначалничка плата која ја донира во фондацијата, како и средства од компанијата Кожувчанка. Вкупниот износ на донација досега изнесува околу 8 милиони денари. Оваа фондација и понатаму, како и досега, ќе ги поддржува талентите, ќе поттикнува различни хуманитарни активности и ќе пружа помош и поддршка таму каде што е најпотребно. Со еден збор, и Македонската академија на науките и уметностите и фондацијата Никола Јанчев се гордост на нашата татковина. Сега, како што е редот, прво му давам збор на домакинот, основачот на фондацијата Никола Јанчев и градоначалник на општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев. Повелете, градоначалник. Благодарам, Јане. Добар ден, почитувани присутни. Председател на Македонската академија на науки и уметности, господин академик Живко Попов, и благодарам на честа што денеска сте тука, вие и подпредседателите академик Витомир Митевски,
академик Алиарин Абази, академик Блажо Боев, научниот секретар на МАНУ, академиот Вало Камбурски, академик Таки Фити, академик Александр Димовски и магистер Александра Стојановска, секретар на секретаријатот на МАНУ. Како и на мојата сестра, Јанинка Чупарковска, како председател на нашата фамилијарна фондација во чест на нашиот покоен родител Никола Јанчев. Денешниот повод за вашето присуство за мене е лично и огромно значење, од одлика на она што го работам и за кое творам цел живот. Подпишувањето договор за донација со највисоката институција во Македонија, Македонската академија на науки и уметности. Ова представува историски момент за мене лично како човек, како градоначалник, но најмногу за моето семејство. Ретки се ваквите настани и навистина ми е мило што денес сум со ваше присуство, врвни професори, академици, луѓе кои цел живот придонесуваат како во образованието, така и во науката во нашата Македонија. Посебно сум горд на нашата семейна фондација Никола Јанчев, што одлучи да донира финансиски средства со склучување на овој трогодишен договор со академијата. Верувам дека средствата ќе бидат искористени за вистински цели и значително ќе придонесат во остварување, унапредување, промоција и поддршка на дејностите од јавен интерес од областта на науките и образованието, културно наследство и историјата на македонскиот народ. 2025 година започна убаво и за нас и за вас сите. Посакувам да имаме големи успеси, да движиме напред кон подобри цели и ова е голем чекор за нашата фондација, мислам и за МАНУ како Академија на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам, градоначалник. Сигурна сум дека денешниот ден значи многу и за Македонската академија на науките и уметностите и затоа го поканувам да се обрати нејзиниот председател, академик Живко Попов. Повелете, председателе. Благодарам. Значи, најпрво да ви се благодарам за убавите зборови што ги слушнавме од двата говорника. И би сакал да изразам голема чест и задоволство за што сум денеска присутен на овој прекрасен настан и што ќе бидам потписник на оваа навистина племенита идеја, која што на некој начин не произлезе повеќе од фондацијата, но можам да кажам и заеднички на нашите средби со градоначалникот. Во име најпрво на сите академици, академијата и од моје лично име, значи сакам да се заблагодарам на оваа племенита идеја и на ова што ќе го потпишеме денес. Ова е традиција во сите околни земји, па и во светот, и така, мислам, кај нас не е многу заживеано, ние имаме искуство, може би дводецениско искуство со фондација, која што перманентно со нас е, значи, поминува доста заеднички моменти, фондацијата на Трифон Костовски. И практично вие сте втората фондација која што на некој начин ни се придружува, значи, на ваков начин. Со договор, на вистина со желба да Македонската академија овие средства ги искористи за унапредување на науката и уметноста во Република Македонија и се разбира да ја шири вистината за успесите на македонската наука во меѓународни рамки. Јас се надевам дека овие средства што ги донирате во текот на наредните 3 години, дека ќе бидат, не само се надевам, него сум сигурен дека ќе бидат искористени на прав начин за нашата основна дејност, односно за унапредување на научните проекти уметнички, кои што ние ќе ги работиме во наредниот период. Но исто така, како што и во договорот стои, за подобрување на условите
за научно-истражувачка работа, доколку имаме потреба од некои инфраструктурни подобрувања во самиот објект на Македонската академија. Јас се надевам дека овој настан нема да остане, мислам, одјеко што ќе го има, дека ќе предизвика, ќе ни помогне да направиме еден клуб на пријатели на Македонската академија. Значи, вие секако сега со овие активности наредните 3 години ќе бидете начело на таа активност. Меѓутоа, идејата да го ова реализираме денеска, мислам дека ќе помогне да имаме и соработки со други фондации, односно како по традиција тоа го прават и академиите во околните земји, да направиме еден, како што напоменав пред малку, значи клуб на пријатели на МАН, кој што ќе помага, значи, на ваков начин. Ние секако дека во текот на годината на денот на МАНу ќе припремиме една плакета и ќе бидете повикани во академијата, една специјална плакета за благодарност и соработка со академијата. Тоа е вообичаена процедура во вакви случаи. Се надевам дека соработката ќе биде како што треба, на високо ниво, како што ја почнавме и како што изгледа денеска, како што личи. И пожелувам да не остане само на 3 години, него да продолжи и понатаму. Во име на делегацијата на МАНу, значи ве поздравувам и предлагам да почнеме со постапката. Да пристапат кон потпишување на договорот. За крај со неколку зборови ќе се обрати и председателката на фондацијата Никола Јанчев, госпоѓа Јанинка Чупарковска. Повели. Почитуван председател на Македонската академија на науки и уметности, професор доктор Живко Попов и сите останати членови на МАНу, почитуван градоначалник на општина Кавадарци, доктор Митко Јанчев, почитувани присутни, почитувани медиуми. Како председател на фондацијата Никола Јанчев и како генерален менаџер на компанијата Кожувчан КДО, би сакала да изразам огромна почит кон Македонската академија на науки и уметности и личностите кои се дел од неа. И воедно би сакала да посочам дека за нас, како фондација и како компанија, и оваа 2025 година ви започна на еден ваков преубав настан со уште една донација која е остварена од фондацијата Никола Јанчев. Се радувам што полека фондацијата со својот локален карактер преминува кон препознавање на националните вредности. Секако, Македонската академија на науки и уметности е олицетворение на тоа. Јас сум сигурна дека средствата ќе бидат имплементирани и реализирани за сигурни цели,
кои ќе поттикнат како научно-истражувачка работа, така и за постојана грижа за зачувување на македонското уметничко богатство и наследство. Се надевам на постојана меѓусебна соработка и во иднина и ви благодарам на сите за присуството. Благодарам. Обштествените промени кои ни предстојат, европски интеграции, воопшто големи напори за приклучување кон еден свет кој се менува секојдневно и носи многу неизвестности и каде што научниците можат да помогнат да се види каде одат сите тие движења. И од друга страна, интересот на самата наука на академијата да не остане некоја стерилна наука која завршува во пишување на трудови, книги, кои потоа ги читаат некои потесни групи на научници, стручни средини, него да допрати до она што е реалниот живот. Тоест, реалниот живот од сите негови аспекти, од аспект на она со што вие, односно и вашите компании се занимаваат, наоѓајќи во сето тоа заеднички интерес. Тоа е една така ориентација на развивање на концепт на наука за општеството, не наука заради наука, туку наука за општеството, и вие го правите токму сега. Тој е многу значаен чекор, отварајќи ја таа порта за заедничка соработка, од која ќе произлезат натаму. Се надеваме, ние разговаравме на таа тема, доста иницијативи, како академијата да излезе сега во пресред на тие конкретни барања и на кавадарци, и пошироко на заедницата, така да на некој начин се одолжи на она што вие сега го правите како издвојување на значајни, и то како значајни средства за подршка на работата на академија. Уште една благодарност, инаку ние како професори може долго да збориме тука, ама ево и така да го ограничам на толку време. Сакам да ги поздравам домаќините, градоначалникот на општината, господинот, председателката на фондацијата, сите присутни овде, да се заблагодарам на поканата, на овој свечен чин присуствуваат и други академици покрај тие што официјално ќе го потпишат договорот. Мислам дека ова представува еден чин на манифестација на доброчинство, на филантропија од највисок ред. Нешто што во светот, како што спомна и председателот, постои, е широко распространето, но полека со тек на време фаќа корени и кај нас. Деновиве читав некои економски текстови во кои што меѓу другото најбогатите луѓе во светот во Америка кажуваат дека таму негде кога се пензионираат и препуштаат добар дел од активноста на членовите на семејството, преку 90-95% од своето богатство го донираат. Го стапуваат на општеството. И вика, мене од тоа богатство ми треба 1% за да можам да живеам јас, мојата сопруга и потесното семејство уште години. Ова другото ќе го донирам и главно донирањето е токму во наука, научно-истражувачка работа, хуманитарни цели и така натаму. Знаете, постои институт Рокфелер на Рокфелер, кој што е воредно значаен, каде што вршат многу значајни општествени, економски истражувања и така натаму, и илјадници други примери. Видите, јас сакам посебно да се заблагодарам на господинот градоначалник. Тој се разбира не е само градоначалник. Тој е исто така и висплен предприемач, извонреден менаџер, исто така и неговото семејство се во бизнисот, така да преку оваа фондација тие манифестираат и не само еден чин на филантропија и доброчинство што ние велиме, ами и еден чин на општествена одговорност. Ова исто така во рамките на општествената одговорност, да се поддржи науката, да се поддржат уметностите, да се поддржат посебно истражувањата што се најдиректно врзани со негување заштита на нашето историско и културно наследство и така натаму и така натаму. И се разбира, спомна и академик Камбоски, тоа на еден и друг начин создава и определена опраска кон членовите на академијата
со своите научни истражувања да помогнат и конкретно на фирмите во градот, во општината и така натаму, да помогнеме во истражување на некои работи кои што се многу значајни и корисни за самите фирми, како што е проблемот, да речеме, на енергетската трансформација, но исто така и други проблеми врзани со менаџментот, работењето и така натаму. Ние стоиме на располагање и чувствуваме една таква обврска, бидејќи на крајот на криштата фондацијата донира своји средства за потребите на академијата. Верувам дека најдобро ќе ги искористиме во приоритетни цели, како што е предвидено и со самиот договор кој што денес го подпишавте, и верувам дека нашата соработка ќе биде потрајна и подолгорочна. Уште еднаш ви благодарам и ви посакувам се најдобро. Еве да кажам неколку реченици и јас за овој денеска чин кој мислам дека долго време ќе се памети не само во академијата, него и во општественото културното живење на самиот град Кавадарци. Кавадарци е средина што од секој се одликувала со значаен принос во еманципацијата и развојот на државата. Особено во културата, ако земите. Најголемиот број на уметниците, ликовните уметници се наоѓаат од оваа средина. Политичари. Говорам за уметниците, зборувам. Неголемите се од овде. Голем дел од членовите на МАНУ доваѓаат одреден број од оваа средина, кои биле членови на академијата. Така да, од тој аспект гледано, мислам дека станува збор за една средина која негува такви вредности и на кои се битни тие вредности. И ние со колегата, со професорот Камовски, да не кажем колега, бидејќи тој постар од мене, зборувавме и за некои такви работи кои академијата веројатно ќе треба да ги направи во времето кое доаѓа, пред се во делот на културата, бидејќи во редовите на академијата се наоѓаат врвни уметници. Врвни уметници и веројатно ќе инсистираме и јас како член на председателството овде и председателот го слуша тоа. Можеби една од изложбите на Ташковски да дојде во Кавадарци и да биде една значаен, да кажеме, сегмент во делот на промоцијата на културата на Македонија, со една изложба на еден врвен уметник во делот на сликарството, тоа е Ташковски кој може една изложба да направи во градот Кавадарци, во делот на придонесот на она што себе академијата може да го направи во иднина. Јас се слагам со двајцата поранешни председатели, со председателот на МАНУ ова што го зборува, дека е многу важно за академијата ваков еден настан. И мислам дека колегата Јанчев, сега го ословив како колега, бидејќи тој ме е колега, го прави тоа на еден исклучителен начин на поддршка на високата научна и уметничка установа државата МАНУ. И мислам дека тој пример ќе повлече и други примери понатаму. И мислам дека тоа е еден прав пат кој треба да се работи во едината која доаѓа за доброто на академијата и за доброто на нашата држава. Колегата Јанчев има исклучителни вредности во поглед на хуманоста, во поглед на она што значи филантропија, и мислам дека тоа не се здобива со годините, него тоа се добива од семејството. Некои вредности потекнуваат од семејството. И мислам дека таквите вредности треба во секој случај да бидат почитувани и поддржувани. Ја уште еднаш ќе кажем благодарам на фондацијата Никола Јанчев. Ја го знам добро татко му. Многу добро го знам што почина. Млад почина, меѓутоа се случува и тоа во животот. Така да мислам дека е ова прав начин за тоа и да се дадат некои, да кажеме, придонеси на семејството Јанчеви, која има исклучително важност за градот Кавадарци. Ова компанија вработува голем број на луѓе. Овде, да кажеме, своето, да кажеме, битисување и живење си го гледат многу луѓе кои се вработени во оваа компанија. Мислам дека во иднина уште повеќе се зајакни и во тој аспект гледано мислам дека се на правото место денеска во град Кавадарци. Уште еднаш благодарам на градоначалникот Јанчев за несебичноста во делот на поддршката на академијата, а и академијата ќе возврати во секој случај со одредени активности кои можеби не се однесуваат директно на фондацијата, меѓутоа се однесуваат на град Кавадарци и мислам дека тоа ќе биде важно прашање што академијата како придонес ќе го даде во период кој следува.
бидејќи ние не можеме да бидеме неблагодарни на она што ни се дава и ние мора да бидеме благодарни кон другата страна. Уште еднаш кажам, благодарам на колегата Јанчев и на Јанинка Чупарковска како председател на фондацијата за ова што денес го направија за Македонската академија на науките и уметностите. Благодарам уште еднаш. Почитувани, не сме сведоци секој ден на ваков настан, нека е за многу години. Ви благодарам на вниманието и присуството и секое добро.